Новото издание на Екобаланс ке гледате. Сте се запрашале ли каде треба да заврши отпадното масло за јадење кое веќе еднаш сте го потребиле во домаќинството? Нашата цел е што поголем број на луѓе што го создаваат реално овој отпад да се вклучат и да почнат да применуваат еколошки практики не само поради себе, туку и поради околината во која живееме. Како се одбележа денот на зелениот појас на Особово? Овие предели се сочувани на еден специфичен начин, односно деловите каде што немало движење и активности од луѓето се оставени природата сама да се развива и овде да се населуваат голем број видови или да најдат свое прибежиште. Во Словенија е создаден првиот екофонд од рециклиран отпад. Сте се запрашале ли каде треба да заврши отпадното масло за јадење кое веќе еднаш сте го потребиле во домаќинството? Сигурно знаете дека еднаш употребеното растително масло за јадење треба да се фрли и да не се употребува, бидејќи е канцерогенно. Но дали знаете дека ако го фрлите во канализација, како што тоа најчесто се случува, тоа масло ја загадува животната средина? Скоро една деценија во Македонија постои лиценцирана компанија од страна на Министерството за животна средина која се занимава со собирање, складирање и третман на отпадни масли и масти за јадење од растително потекло. Сунеленс од 2009 година го собира и го рециклира отпадното масло кое потоа го употребува како готова екосуровина на пазарот за биогорива во Европа. Андреј Ѓокиќ за Екобаланс раскажува за искуствата си во овие години и за информираноста кај нас околу рециклирањето на отпадното масло за јадење. Уште од 2009 година ние ги следиме стандардите и практиките на циркуларна економија и следејќи таа визија, значи започнавме со дејноста на собирање, складирање, третирање и рециклирање на отпадните масла за јадење од растително потекло. Во текот на овие скоро 10 години успеавме да воспоставиме ефикасен систем на целосно управување со овој тип на отпад. Инвестиравме во целосна технологија за третирање на овој отпад. Ја развивме логистичката мрежа за да може да се собере отпадното масло низ сите региони во државата и сега го континуирано работиме на едукација на секој создавач на овој тип на отпад, се со една цел за да се заштити животната средина и исто така да се искористат енергетските својства на оваа отпадна суровина, а со тоа значи се намалуваат CO2 гасовите во воздухот и при тоа допринесуваме до еден систем каде ресурсите не се користат веќе праволиниски и линеарно, туку баш во главните цели на циркуларната економија, тие повторно се искористуваат за бенефит на општеството. Ѓокиќ објаснува колку е штетно отпадното масло за јадење во вкупната слика на екозагадувачи и каде тоа најчесто завршува. Отпадното масло е еден од најголемите загадувачи на природата, иако е класифициран како неопасен отпад. Меѓутоа се претпоставува дека 1/4 од сите загадувања на почвите и водите се предизвикани од несоодветно исфрлање на отпадните масла за јадење. Например, можам да ви кажам дека само 1 литар отпадно масло може да загади до 1 милион литри вода, а исто така кога би се исфрлило во почвата, тоа со тек на време на пониски температури создава еден седимент, еден вид на талок кој што го попречува воздухот да навлезе во земјата и при тоа значи негативно влијае на растителниот и животинскиот свет. Кога говориме и за нашето здравје, значи кога маслото ќе ги добие при приготвување на храна, кога маслото ќе ги добие својствата на отпад, односно ќе добие потемна боја и ќе добие остар мирис на храната, значи веќе не е здраво да со него да се приготвува храна и да се конзумира, односно е канцерогено и затоа се препорачува многу често да се менува тоа отпадно масло и да се третира како отпад, понатаму например во соодветен систем за негово рециклирање. Кој се може да се пријави и да го понуди употребеното масло за јадење и како функционира системот за собирање? Нашиот екосистем го покрива целиот циклус на маслата за јадење од кога ќе станат отпад.
Во индустријскиот дел, бидејќи работиме со целата индустрија, прехранбена индустрија во Македонија, ние доставуваме соодветна амбалажа, каде што создавачот на отпад го собира отпадот во таа амбалажа. Потоа имаме логистичка мрежа, професионален тим кој што е обучен да го собира отпадното масло, остава соодветна документација кај секој угостител или прехранбен производител. Преку логистичка мрежа отпадното масло доаѓа во нашиот сектор за управување со отпад. Тука поминува низ неколку фази на филтрација, се загрева, се таложи и откога ќе се целосно прочисти, потоа го извезуваме во европски фабрики кои што произведуваат биогориво. Од 2017 година Сунилен си има воспоставено екосистем за собирање на отпадно масло од домаќинствата. Кој било создавач на отпадно масло за јадење може да се приклучи во системот. Во поглед на досега постигнатите еколошки резултати, бидејќи до 2009 година отпадните масла не се собираа, завршуваа најчесто во канализационите одводи, се мешаа со комуналниот отпад или се изфрлаа директно во природата. Ние сме горди на нашите постигнати резултати. Досега имаме собрано, можеме и да предвидиме дека до крајот на оваа година вкупно ќе имаме собрано 3000 тони отпадно масло од 2009 година нааму, додека од домаќинствата исто така количините растат. Например, од кога опочнавме проектот за домаќинства од 2017 година, од средината на 2017 година, до сега имаме собрано околу 2,4 тони на отпадно масло. Имаме околу 1500 собирачи од домаќинствата веќе, тој број континуирано расте, додека работиме и со над 900 индустријски објекти кои што произведуваат храна. Ние директно доставуваме 3-литарски кантички до секое домаќинство, односно собирач, кој што е заинтересиран да почне да собира. Собирачот треба само да ја наполни кантичката, потоа нашиот тим директно доаѓа да ја подигне и да достави нова и чиста кантичка. Како дел од системот за собирање на домаќинства, започнавме еден екохуманитарен проект Рециклирај и донирај, заедно со Сдруженијето Љубезност, каде што секој собирач кој што ќе врати половина кантичка, има можности да направи донација од 0,5 литри сончогледово масло, кое што ние секако го доделуваме до оние кои што ќе ни вратат кантичка. Значи може да го задржат за себе или да го донираат до социјално загрозени семејства преку Рециклирај и донирај. И тука имаме бројки добри за почеток. Значи досега собирачите од домаќинствата имаат донирано над 220 литри сончогледово масло до социјално загрозени семејства, што е исто еден добар податок и како што бројот би се зголемил на собирачите од домаќинства, така ќе се зголеми и количината на донации, секако и на собрано отпадно масло. Се поставува прашањето како собирањето на отпадното масло за јадење да стане секојдневна практика и начин на живот. Главната цел е значи да се зголеми бројката на луѓе, ние затоа работиме и на едукација, преку онлайн дигитални кампањи, преку директни презентации во образовниот сектор, во општините и до секоја група на граѓани што е заинтересирана да дознае за овој еколошки проекти да се вклучи. Ние во моментов сме задоволни бидејќи бројката континуирано расте. Меѓутоа, ако сега имаме 1500 домаќинства кои што се вклучени, замислете колку повеќе би се враќало и колкав би бил ефектот кога би биле 10.000 домаќинства или 50.000 домаќинства. Секако нашата цел е што поголем број на луѓе што го создаваат реално овој отпад да се вклучат и да почнат да применуваат еколошки практики не само поради себе, туку и поради околината во која живееме, а при тоа да придонесуваат и во еден економски аспект на искористување на тоа што веќе се фрла да се искористи за добивање на нови производи на обновлива енергија. Компанијата веќе има своји планови за воиднина и преку едукативни кампањи сака да ја зголеми свесноста на граѓаните за рециклирање на отпадното масло за јадење. Погледни поинаку, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и вина.
Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Украинецот Макс Гавриленко ги создаде првите рамки за учило од кафе и лен, кои што, освен што имаат неодолива арома, се и биоразградливи. Овие, за разлика од стандардните пластични рамки, се разградуваат 100 пати побрзо и стануваат природно ѓубриво за растенијата. На крајот на својот животен век, рамките природно ќе се разградат за околу 10 години и ќе станат ѓубриво. Освен што е многу хранлив и важен за здравјето на човекот, неколку британски научници тврдат дека морковот би можел да се употреби за правење на цемент, кој би можел дополнително да се зацврсти со користењето на наночестичките од ова, но и од другите коренести зеленчуци. Истражувачите користеле обичен миксер за храна и ги извлекле овие наночестички, со што докажале дека тие многу добро го зацврстуваат цементот. Тие истакнуваат дека трошоците при тоа би биле помали отколку кога вообичаено се користи цемент, а згоре на тоа би се смалиле емисиите на јаглерод диоксид на глобално ниво. Научно е докажано дека цементот е одговорен за дури 8% од глобалните емисии на јаглерод диоксид. Надпреварот за најспешна фотографија од дивиот свет ги избра своите финалисти за 2018 година. Од вкупно 2000 кандидати беа избрани само 41. Квалитетот на фотографијата се зголемува секоја година. Хуморот останува брилјантен, а оваа година има и нови животни што претходно не сме ги имале, вели Том Салум, еден од основачите на надпреварот. Том вели дека фотографиите се мешавина, 30% професионални и 70% аматерски, со што има поголема разновидност на фотографирани животни. Пораката што организаторите сакаат да испратат е конзервација на дивиот свет. Уживајте во фотографиите од финалистите. Македонското еколошко друштво Осогово го одбележа денот на зелениот појас со велосипедска тура наречена по патека на железната завеса, која ја следи некогашната железна завеса низ предел кој е живописен спој на природата и историјата. На оваа тема Екобаланс разговараше со Деспина Китанова. Оваа година одлучивме да го одбележиме денот на зелениот појас на Осоговските планини како едно таргет подрачје каде што долги години работиме, кое што припаѓа во тој појас, Балкански зелен појас, и идејата беше да со ентузијастите, планинари и велосипедисти од регионот ја поминеме патеката по железната завеса, која што всушност тргнува од Баренцово море па се до Црно море, и овој дел во Македонија исто така е дел од таа патека на железната завеса или тој зелен појас. Вклучивме неколку клубови од регионот, кои што имаат всушност формирана една неформална група, МТБ Исток. Патеката водеше по највисоките била на Осоговските планини, всушност каде што имаме видливи символи од некогашната железна завеса или остатоци од војната која што некогаш ги делела истокот и западот. Кај нас исто така били изразени овие делови кои што нели се чувале строго заради воени цели, воените караули, тие уште датираат од време на Кралска Југославија, но се уште видливи символи на нели едно време кога луѓето нели од двете страни на границата биле разделени, каде што природата едноставно се развивала на раат и заради тоа овие предели се и сочувани на еден специфичен начин, односно деловите каде што немало движење и активности од луѓето се оставени природата сама да се развива и овде да се населуваат голем број видови или да најдат свое прибежиште и затоа се вреднуваат како нешто важно за зачувување во европски рамки. Тој зелен појас кој што тргнува, како што рековме, од северот Скандинавија па се до нели Средоземното море
е дел каде што се испреплетуваат различни хабитати од планини, реки, долини, каде се поврзани во вид на еден појас, каде што нели има прибежиште на голем број на видови, голем број од тие загрозени, глобално засегнати видови се наоѓаат токму во овие предели. Нашата земја, како дел од иницијативата Европски зелен појас, трета година поред го одбележува овој значаен ден и ја подигнува свеста на граѓаните за богатите предели кои што се дел од Балканскиот зелен појас. Патеката горе на самото било не е толку многу стрмна, значи може да биде за треба да бидат искусни велосипедисти, затоа што се поминува голема надморска висина, но патот до таму да се стигне доколку сакате да возите од подножјето, од Македонска каменица, на вистина треба дечките да бидат спремни. Не само нели физички, кондиционо, него и со соодветни велосипеди, затоа што теренот е стрмен, долг дел од патеката се вози по асфалтен пат до горната зграда на рудникот, но нагоре веќе се продолжува по макадам пат, шумски пат кој што преминува во патеки, кој што се како козји патеки по билото од врвот Сокол па до врвот Руен и по билото надолу кон Крива Паланка или кон Македонска каменица. На Осоговските планини живее исклучително богат растителен и животински свет кој е помалку познат за пошироката јавност. Најспецифични, најкарактеристични и добро представени во Македонија се вриштините, оние предели каде што имаме боровинка. Тие беа многу впечатливо прикажани во пределот, токму кога ние бевме присутни, имавме прекрасен ден и тие се буквално како петна портокалово црвени впечатени во самите била. Изворишните делови на реките формираат тресетишта, влажни станишта кои што се многу интересни за нас како биолози, ама и генерално нели за луѓето, затоа што од овде тргнуваат изворишните делови на реките, од каде што луѓето пијат вода. Овде живеат голем број на животни и растенија кои што се врзани исклучително само за тој вид на хабитат, на живеалиште. Тие се специфични повеќе за северните земји, за скандинавските, во Ирска, Норвешка, Финска, се широко распространети, но кај нас во Македонија ги имаме само на највисоките делови. Токму на највисоките врвови се развива едно ендемично растение кое што расте само тука и никаде на друго место во светот. Тоа е жолтата зеленика или жолтата гениста, Гениста фукарикиана е латинското име. Во вид на мали петна под врвовите има едни пределчиња кои што се како камењари и ова растение своето место нели го нашло само тука. Во овие предели исто така се среќава и живородната гуштерица, за која што знаеме дека има само неколку локалитети во Македонија. Тие се поврзани со живеалиштето кое што е карактеристично за боровинката. Едно друго растение е брукенталија. Суриот орел, исто така беше една прекрасна гледка да се види околу врвот Царев врв, кој што е втор по височина на Осоговските планини, и се среќаваат голем број од инсектите, како скакулци, пеперотки, кои што на вистина се реткост да се сретнат во Македонија. Ги има само на неколку локалитети. Шумските предели во Осоговските планини се исклучително добро представени во високите делови. Има шумски појас и некои мали шумски енклави кои што се од интересни шумски заедници, особено околу Црвена река, тоа е под врвот Сокол, од каде што тргна всушност велосипедската тура. Дел од Осоговските планини во следниот период треба да се прогласат за заштитен предел и со тоа од една страна да се зачува биодиверзитетот на ова подрачје, а од друга страна да се подобри животот на локалното население. Македонското еколошко друштво заедно со програмата за зачувување на природата во Македонија веќе интензивно работи на ова иницијатива за веќе ставање на Осогово под капата на едно заштитено подрачје во категорија заштитен предел, која што му доликува на ова подрачје заради самата структура, заради добро вклопените предели каде што карактеристично се презентирани интеракцијата помеѓу луѓето и природата во овој предел. И сметаме дека целата таа иницијатива и желба да се биде на едно место и да се разговара нели на оваа тема покажува многу колку нели веќе има самосвесност и намера на вистина нели да се превземат некои чекори кон заштита на Осоговските планини. Иницијативата Европски зелен појас се стреми кон зачувување на значајните предели во Европа кои се зачувале благодарение на намаленото движење за време на студената војна.
Еколошката мрежа Европски зелен појас поминува низ 24 европски земји. На одбележувањето на Светскиот ден за чиста планета 15 септември во Словенија, членовите на организацијата Екологисти без граници, креативци од агенцијата Футура ДДБ и неколкумина волонтери почнале акција за собирање на отпадоците низ Словенија. Оваа група решила собраните отпадоци да ги рециклира и од нив да создаде нешто што ќе може да се користи. Сите собрани шишиња, облека и стари гуми ги наределе во форма на латинични букви и секој од нив ја фотографирале одделно. Со обработка на фотографиите е креиран новиот рециклиран фонд. Тие успеале да креираат нов фонд со букви создадени од отпадоци. Колку и да звучи необично, веќе може да се пишува со букви што личат на стари гуми, фрлени пластични шишиња и други разни отпадоци. Пораката од оваа кампања е многу јасна. Отпадоците мора да се рециклираат и однова да се користат, па дури и во калиграфијата.